Само накратко, значи на дневен ред имаме ребаланс и треба да се придржуваме код него. Нити ВМРО ДПМН, нити македонскиот народ не го прифати името Република Северна Македонија вака на начин на кој што го кажува господинот Костадин Костадинов. Имено, сведоци сте и вие како ви одговорија граѓаните на вашето насилно барање за промена на името, а пред се на резултатите од самиот тој референдум. Па затоа после ги толкувавте мнозинството од граѓаните и тие што излегоа, а уствари излегоа помалку од цензусот кој што беше потребен за тоа. И затоа би замолил да не ја злоупотребувате говорницата, не само вие сега, да не биде дека само на вас ви реагирам, да се фокусираме на амандманите и барањата на граѓаните, ај што не ви е министерката тука, за да ви ги брани овие амандмани, кои што самата во ребалансот ги има предложено, ај што не ги прифаќате амандманите преточени од граѓаните на Република Македонија и сега ќе се дефокусираме со разни други теми. А работата не ви е сјајна. Тоа можете да го видите и од капиталните инвестиции, и од приливот на средства во Управата за јавни приходи и на секој можен сегмент во економијата. Затоа, колеги пратеници, ве замолил да дадете можност да продолжиме со амандманите и барањата на пратениците на ВМРО ДПМН, повторно ќе кажам, се проекти, односно барање на амандмани и средства, затоа што ниту градоначалниците ваши реализираат, ниту централната власт реализира. Ви благодарам. Ви благодарам и вам.